Патоказот не насочува потесен, криволес пат, по кој треба да поминеме 5 километри за да стигнеме до селото Страгово. Висоравнината Витачево во овој дел од годината ни дава можност да ја запознаеме природата со сите нејзини убавини. На половина пат правиме мала пауза, колку да ги одмориме очите со прекрасниот видик што се шири пред нас. На овој дел, велат поупатените, се наоѓа изворот на реката што поминува низ Кавадарци, изворот на реката Луда Мара. Забележуваме најобични вирчења со чиста пивка вода, кои во најсушниот период од годината ја гасат неиздржливата жет на се живо, а прекрасниот пој на птиците не пленува. Објективот на нашата камера полека ги доближува пејсажите од далечините, каде се наоѓаат куќите од Чемерско и Горна Бошава. Стадото од овци таму некаде далеку пладнува, а неуморните земјоделци го користат убавото време за да на плодните разорани ниви посадат компир или надалеку познатиот граф и пченка. На самиот влез во селото повторно застануваме колку да им одадеме почит на починатите, погребани во дворот на селската црква, која датира некаде од средниот век и која некогаш била гордост за селаните и била препосетена на селските слави. А сега полека заборавена и селските гробишта обраснати во густа трева. Тука единствено не пречека една мала желка, која, ако е да се верува на кажувањата според годините на нејзиното живење, би требало да е сведок на времињата кога во Страгово било живо и убаво се живеело. Страгово лежи на страмнината под висоравнината Витачево, а пасиштата биле преполни од ситна и крупна стока, бидејќи и главното занимање на населението било овчарството. Разрушените покриви на дотрајаните селски куќи зборуваат дека сега Страгово е село на изумирање. Селаните, барајќи подобри услови за живот, масовно почнале да се селат во низинските села и Кавадарци, а тука останале оние најупорните борејќи се со секојдневните проблеми. Чишко Душан, сточар кој е роден и се уште живее во Страгово со своето семејство, беше првиот кој го сретнавме при оваа наша посета. Се спремаше да замине кај стоката која од раните утрински часови е на пасење. Чишко Душан, добар ден. Добар ти Богдан. Се спремате да одите на работа. Каде? Да, ми ќе одиме на овци. Колку овци имате? 200 овци. Вие сте од Страгово, тука сте родени, тука живеете. Тука сте родени и тука живееме. Каде ги чувате овци? Тука на крајот на селото.
Шкодушан, како некогаш било? Сега гледаме, Страгово е вече разрушено, нема жители. Како некогаш беше? Порано беше яко селото, а сега ослабна си, отидова по градище. Избегава народ, неće да живеят тук. Сакат на държавни работи работят. По-добро да му биде. Дейка у селото нема вода, пат немаше, струя нема. И водат на по-добър живот. Сега колку жители Страгово брои? Колко жители? Още 7 кучи. Повече нема. 7 куќи кои постојано живеат. Кой тук живеят постоянно тия. Тук се лоши, додека постоят. После ќе си одат и тия. Вие сте овде со вашата сопруга, децата каде се? Ами децата на работа, едно со овсте, друго и тоа на работа си. Дали живеат тука? Тук живеят Постојано. постоянно. И каде го пласирате млекото? Каде го пласирате сирењето? Сиренето на пазар го носи. Млекото дома го поцируем. По нашата куча. Дали размислувате и вие да се оселите од Страгово? Ами ден на ден не може да работим вече и мора да се оцелим и ние. Велите дека овде има се на се уште 7 фамилии кои постојано живеат. Още 7 фамилии, нищо повече. Вода од каде добивате вода? Тук от чешмата, природна чешмия, но и малко тече тая. Не можем стално да носим, увек вода треба. Насред село пред селската чешма, извор на живот, сретнуваме уште неколку жители кои полнејќи ги садовите за вода се подсетија на убавите времења кога Страгово броело над 130 куќи. Чишко Радоа е роден во Страгово, живеел во Страгово и денеска е во Страгово. Како било некогаш? Ова село со две цркви, покажува дека некогаш овде многу убаво се живеело. Абе било некогаш и мало народ, било ова некаде 130 куќи, повечко ли е било. Сега остана со 10. И тоги се живеело со земјоделие, со нешто сточарство и така. Претежно што се одгледувало овде? Пшеница, рж, така, тие со земјоделие, тоа такова култура е мало тоги на снага и друго не мало излаз. И со тоа се живеело. Кога жителите од Страгово почнале нагло да се иселуваат од ова село? Кога? Па од после, речеме, негде 60 година, 55-та навеќе. Тога е почнато да селото да се растурува и до сега е скроз се растури. Сега колку жители овде постојано живеат? Шо има жители, на 20 жители? Тоа се претежно стари луѓе. Стари. Нема. Гледам дека имате тешки услови за живот. Ова е единствената чешма во селото. Абе има, еве вода нема. Вода е ваа чешма. Сега е, еве користиме, али не е убава водата. Еве вода, ќе пушат. Вода е, селото без вода остана. Нема вода. Еве цревата тука се, вода нема да пушат. И така. А планираат да доведат вода од Планират, ама вода нема да пушат. Ќе пушат, нели пушат, а не на работа е. Налажат дека ќе пушат, али дали ќе пушат, питајќи ги. А што мислите, кога би доведиле вода, еве електрична енергија има, за убав живот во едно село потребен е пат, електрична енергија, вода? Па сето тоа е потребно. Пат, струја, вода, на прво место вода која нема и шо ќе живееш, какви услови ќе живеете човек овде. Затоа мораше да се растури селото. Немаше што да се... Нема некако такова, да речеме, нема услови никакви. И мора, млад кадар не седе овде. Кога е слава во Страгово? Па слава е доуден. Дали се одржуваат тие доуденски денови? Дали се собираат они селеници кои порано живеело овде? Се собират. Има убаво, вие некоја година почнаа да го терат убаво доуден. Се собират со музики, со тие работи. Порано, да ден го терат доуден, порано 3 дена.
И имаше народ, kad беше яко селото, kad не беше разтворено селото, 3 дена дува да го тераме. Си 3 дена тук има свирки, ќе свират, играят човеци и ќе празнуват, не работят. Тетка Велика некогаш била млада, била мома. Како некогаш беше во Страгово? Во Страгово беше тоа убаво. Секоја недела игранки имаше, народ, младина. Сега нема ништо. Сега ни дете нема да видиш во селото. Дете не можеш да видиш во селото. Немаш. Вие сте домачинка која треба да сготвите ручек, треба да исперите. Ајде гледаме се мачите со оваа вода. Нашата живот одејќа за вода многу тешко. Ти на магаре вода да носиш, денеска тебе пат 30 поврнеш и ќе досади и ќе оставиш. Многу е тешко за вода. Сега пати ще пас понаправија, патот е рамен за одење. Ама за водата е тешко. Водата мора да ја носите со добиток до дома. Добиток да носиш. Народ, што ќе однесеш 5 кило вода, ќе однесеш, а не ците сует, ни со стока се занимаваме, не са така. Повише. Вашите деца каде живеат сега? Наши деца имат 2 синови и обите са Огдишичи. Ќерка има в Риготина, сега тамо се ратони. И ни двојста одеа останаме још турци. Дали ве посетуваат? Дали тие... Идат за тоа, идат. Кога да заварат, кога па еден по еден, идат за тоа. Деца и доведат според цркма одеат понадми. А они скисите ги, а сето се окинисуе. Нема со кого. Само со стокта си лафиш. Колку стока имат? Ами има 200 овци, 2 коња, магаре и тоа. И вие двајца со вашиот домачин тие ги гледувате? А има еден девет, тоа седи и он заедно. Он се сменуват кога они паси, кога па вие и паси. А ја повеќе тука. Со еден збор некогаш многу убаво беше овде. Овде беше убаво. Народ имаше. Он за вода и тоа ги беше тешко, до намош бијат садеви наредени. Ама повеќе народ, ќе дојдеш пат, ќе видиш, ќе проговори со човек. Сега ја нем. И ја ќе најдеш некој на чешмата, ја не. Уште се 10 куќи. И тие само сица за смртвиќе. Нема за работа човек. До 12 сати чекаме вода да налиме. Сега е слободна чест, нема човеци и нема кој да користи, али па... Далеко е, всак да носиш магарта, па магарта не знам што ти направил, па жената не може да го држа магарта, па разправи. И затоа тежко. Како се викаат црквите во Страгово? Вика Свети Димитри и Свети Атанас. И каде ги погребуваат? На Свети Димитри. На Свети Димитри, таму, на. Дали црквата се отвора или кога се отвора? Ами се отвара некој швак по потреба и недале некој жвака, некоја по бара. На Велик ден, на Божич, на Дуден, тие денови се отвара. А свештено лице не доаѓа? Ако го каниш, тоа ги може, не доаѓа само. Рековте дека некојаш и по 2-3 часа се чекало за да се измија садеви да се наполни вода. Сега чешмата е слободна, но нема народ. Нема народ сега, нема народ. Вика, сега таа е водата, колку толку да е дома, доста е, али не е дома. Така да ја носиш далеко. Дали во последно време се има започна да се обнови некоја куќа или да се изгради некоја куќа? Нема. За градење нова куќа нема сега да се изгради. Начки не знам. Го напуштаме Страгово со горко сознание. Селото полека изумира. Училишната зграда која некогаш била полна со детска смеја, сега е оставена на забот на времето полека да се распаѓа. А училишниот двор, обраснат во густа трева, никој не го посетил веќе одемна. Со благодарност што ги посетивме, оние неколкумина на сред село, ги оставаме со ветувања,
дека повторно ќе се видиме, а жалниот поглед на селското куче како да не молеше повторно да дојдеме. Страгово полека изумира.